тој всушност видел начин како да се збогати. На кој начин? Со тоа што ги убедува евреите да му го дадат богатството, тие веќе немале прилика и можност да тргуваат, да работат, и ги убедува да му го дадат богатството за тој да може да отвори фабрики и да ги вработи евреите во тие фабрики. Целта му било профит. И се надела дека кога евреите тамо ќе работат бесплатно, а тој ќе заработува на нив. Но со текот на времето, како минувале годините и времето и месеците, тој всушност сватил дека тоа што го прави неговата партија на евреите всушност не е добро. Сватил дека и тие се човечки суштества, како и германците, како и секој друг народ. И подоцна се обидува да тие евреи кои што работеле во неговите фабрики да ги спаси. Трпи големи притисоци од страна на неговите сопартици и главните луѓе да ги предаде евреите, да тие ги носат во логори, таму да ги убијат, а тој да вработи други луѓе. Неговите фабрики биле во Чешка и во Полска, и идејата била да тој вработи пољаци, да вработи чеси и да работат за него. Но тој буквално прави се. И сето богатство кој што до тогаш го стекнал, го дава со цел да може да ги задржи тие евреи. Го дава со тоа што ги подмитувал, познатите луѓе им купувале скапи подароци на црниот пазар, и до крајот на Втората светска војна целото богатство што го имал го дал со цел да ги спаси тие 1100 евреи кои што биле во неговите фабрики. Втората светска војна завршува, тој подоцна како германец заминува во Аргентина, таму успева да почне бизнис, не успева, се враќа назад во Германија, почнува пак бизнис фабрики да отвори, не успева, и на крајот во својот живот живее од донации на евреите, поготово на тие Шиндлерови евреи. 1982 година издаден е роман, мислам за неговиот живот, Шиндлерова арка, а 1993 година е снимен филм од Стивен Спилберг, Шиндлерова листа. Може би сте го гледале, еден поприлично трогателен филм. И на крајот од филмот има една сцена, кога всушност веќе русите доаѓаат од исток, и тој е свесен дека всушност војната е завршена, Германија капитулирана, и свесен е како германец, како член на нацистичката партија, дека тој мора да бега, ако го фатат, ќе го убијат, без разлика што успел да ги спаси овие евреи, имал сосема други ставови во однос на ова прашање, и тој мора да напушти фабриката. Ги остава евреите, таму во фабриката, тој заминува, а евреите од благодарност сакат нешто да му подарат. И еден евреин кој што има златни заби, му ги вадат забите, прават прстен, му го даваат. И би сакал таа сцена сега да одвом, да ја погледаме, не е многу долга, и после ќе прокоментираме. Видете во таа сцена што всушност е најкарактеристично. Ова е филмот, Шиндлерова листа, тоа е официјалниот плакат. Ајде да го погледаме сега тоа видео. Ова е Втора светска војна на крајот. Ние исто така се наоѓаме во една многу опасна, по последици многу полоша војна неголи што била Втората светска војна. А тоа е таа духовна борба која што се води за секој ум, за секој човек помеѓу Христа и сатаната. На крајот филмот завршува со тоа што сите глумци кои што биле таму присутни и вистинските личности што ги глумат тие глумци, тие баш евреи кои што биле во реалниот живот, како одат на неговиот гроб и по еврејскиот обичај оставаат ова камења. И тие луѓе 1993 година, кога е снимен филмот, се гледа дека се претежно стари луѓе. Се претпоставува дека повеќе од 6000 луѓе денеска се живи, потомци нивни, благодарение на тоа што го направил Оскар Шиндлер. Каде се тие луѓе кои што ги спасил Оскар Шиндлер? Денеска, после 30 години. Починати се.
Затоа што во тоа време, 93-та година, претежно биле постари луѓе. Веројатно има и некои се уште живи, дека имало и деца тогаш и помлади. Но сакав да кажам, значи, Оскар Шиндлер буквално дава сето свое богатство. Сватил дека материјалното ништо не вреди. Вреди многу повеќе да спасиш нечiji живот, отколку да имаш пари или не знам што и да е друго. За живот кој што е поминлив, тој ги спасил да не умрат прерано, ама пак починале. И се прашувам колку пати ние едноставно кога станува збор за овој живот сме спремни да дадеме и финансии ако е потребно, и време, и молитви, и што ли не, со цел да некого, нели, Бог го спаси. Дали тоа е едноставно војна, дали е тоа прашање, нели, болест некоја, па се молиме за него, или било што и да е. Значи, се трудиме на секаков начин, нели, да тие што ни се мили, сакаме, нели, да, или не е битно, било кој човек едноставно, нели, да живее, да му го продолжиме животот. Се прашувам, дали ние едноставно толку сме заинтересирани за духовниот живот и за вечното спасение за нашите најблиски? Дали како што плачиме и се молиме истрајно и со ноќе, нели, за нечiji живот да се продолжи, а имавме прилика многу пати, нели, во оваа пандемија тоа да го правиме, толку сме истрајни во молитвите за нашите најблиски кои опрашање вечниот живот. Понекогаш имам чувство, тргнувајќи од себе, како повеќе да го цениме овој живот на оваа земја, кој што е помилив, отколку вечниот живот на другите луѓе. Ние го цениме, не велам не, ама тоа некако замаглено, некако, ме разбирате. Немаме тоа чувство онака искрено да клечиме и да се молиме и да бараме. Оскар Шиндлер е на крајот на Втората светска војна и тој жали што не спасил повеќе. И ние ќе дојдеме на крајот од војната помеѓу Христи и Сатаната, од големата борба. Дали можеби ние тогаш ќе жалиме како Оскар Шиндлер што жалел и да кажем, на небото можеше да биде и татко ми, и мајка ми, и братот, и сестрата, и мојот син, и мојата ќерка, и било која друга личност која што ни е драга или мила. Ама не се таму. Бог да не даде да не жалиме. Но има нешто што сите ние можеме сега да го направиме, за да не дојде оној момент како Оскар Шиндлер да каже зошто го задржи овој автомобил или оваа значка. Значи, да не дојде момент кога едноставно би жалеле, затоа што можеме сега, додека сме се уште живи и здрави, да можеме тоа едноставно да го направиме. И за тоа малку подоцна, нели, ќе зборуваме. Обично кога станува збор за мисионството, често пати ние знаеме да доживуваме големи неуспеси. Во смисол, сакаме некој едноставно, нели, да го спасиме, да придобиеме што е можно повеќе луѓе за Исуса Христа, делиме литература, даваме, како се вика, финансии за да може да се одржат предавања или било каков мисионски проект, или за нашите најблиски. И на крајот нема некаков успех. И често пати се чувствуваме безхрабрено, се прашуваме дали воопшто вреди, нели, нешто да се направи, затоа што луѓето како да не се заинтересирани за Бога. Тоа е нешто слично како што во времето на Ездри и на Немија се случувало. Вие сеќавате, Немија и Ездра живееле во оној период кога израелците веќе почнале да се враќаат од големото вавилонско робство назад во Израел. И улогата била кога ќе се вратат назад израелците, бидејќи Ерусалим бил тотално срушен. Вавилонците кога дошле пред 70 години, го срушиле целосно Ерусалим. И одбрамбените ѕидови, и храмот, и куки, се. Кога се врателе, виделе што само? Рушевини. Немале каде да живеат, немале место каде што ќе го слават Господа. И првата улога која што ја имале израелците била ѕидовите одбрамбени околу Ерусалим да ги ѕидаат. И ние за тоа наоѓаме извеште во книгата на пророкот на Немија. И таму гледаме со какви маки тие се трудели и го граделе тој ѕид. Со многу проблеми. Народите кои што биле од околу едноставно му поправиле проблеми, ги напаѓале. Тие велат во едната рака меч, во другата алатот, за да можат едноставно да работат. И успеале некако ѕидините да ги изидаат. И сега наредно што требале да прават бил храмот. Ги поставиле, нели, темелите и тука запреле. И со години, 10 на 15, 20 години така стоело. А оној кој што бил задолжен за градењето на храмот бил Зоровавел.
Зоровавел бил оној управник кој што требал да ги потикне евреите за да може едноставно да го градат храмот. Не било лесно како на пример во времето на Соломон да имаат пари па да платат мајстори па тоа да го градат. Туку тие доаѓаат од робство, немат ништо. Всушност самите евреи биле тие кои што требале да вложат труд за да може храмот да се изгради. И Зоровавел се трудел со сета сила да ги убеди евреите да пристапат на градењето на храмот. И никако не успело. Евреите едноставно немале желба за тоа. Бог го праќа пророкот Агеј и Агеј му упатува многу сериозни пораки. И им вели, значи, вашите домови убаво ги средивте, а мојот дом запусте. И затоа вели сте удрени со проклетство. Јас можам да предпоставам Зоровавел колку се трудел да ги убеди евреите. Може би старите генерации кажале, па ние своето си го завршивме, ние дојдевме од Вавилон, го изградивме, нели, од брамбените ѕидови и толку. Сега вика на помладата генерација. Помладата генерација може би го немале тој ентузијазам кој што го имале по старите генерации. И предпоставам дека тоа големо обесхрабрување кој Зоровавел растело од година на година, од месец на месец, од ден на ден. И веќе го достигнало врвот кога буквално предпоставувам дека Зоровавел сакал да дигне раце и да каже овака веќе не оди, Божјото дело не оди. Значи не можеме едноставно да го изградиме храмот. И во таа прилика предпоставам дека во некоја таква ситуација Бог преку Захарија, пророкот Захарија му патува порака на Зоровавел. И слушате, вели, еве ги господовите зборови на Зоровавела. Не со сила ни со снага, туку со мојот дух. Слово е на Господа над војските. Што си ти голема горо? Пред Зоровавела стануваш рамница. Што му патува, каква порака му патува Бог на Зоровавела? Зоровавеле, ти се обидуваш со човечка сила, ги убедуваш, ама никако не оди. Гледај кога ќе почне да работи мојот дух, што ќе се случи. И вели таа голема гора, таа планина, тој проблем со кој што се очува Зоровавела, кога ќе почне да работи Божјиот дух, вели ќе стане рамница. Таа порака не упатена само до Зоровавела, туку таа упатена и до сите нас. Кој што често пати како црква, како верници, како проповедници, сме обезхрабрени и гледаме не одат работите. И Бог вели кога ќе почне да работи мојот дух, тогаш работите ќе се променат. Затоа што спасението на душите не се одвива на телесно ниво, туку на духовно. Не сум јас тој, ниту вие кои што можеме некого да убедиме да го следи Исуса Христа. Кој е тој? Светиот Дух. Светиот Дух е тој кој што прави трансформација во нечiji живот. Исус Христос, кога бил на оваа земја, пред да се вознесе на небото, дал овакво ветување. Вели, но ќе примете сила, кога врз вас ќе слезе Светиот Дух, и ќе ме бидете сведоци во Иерусалим и во цела Јудеја и Самарија, и дури до крајот на земјата. И обично кога го цитираме овој стих, зборуваме од тој мисиолошки аспект. Ама Исус што вели на почетокот? Пред да бидат сведоци, апостолите што ќе направат? Што ќе добијат? Свети Дух, затоа што Исус Христос бил свесен дека без Светиот Дух напорите кои што ќе ги вложуваат апостолите ќе бидат еднакви на што? На нула, на ништо. Светиот Дух е оној кој што едноставно ќе работи преку нив. И понатаму, ако читаме во делата на апостолите, ние ќе видиме дека всушност сето тоа што е постигнато во првата црква е благодарение на кого? На Светиот Дух. Еве, само еден брз преглед на некои настани од делата на апостолите. Светиот Дух и првата црква. Црквата е родена кога? На Педесетница, кога се излил Светиот Дух во полна мера над апостолите. 3000 луѓе се крстиле тогаш. Благодарение на тоа што Петар одржал фантастична проповед? Не, благодарение на делувањето на Светиот Дух. Еве во 2.4, дела 2.4 пишува, вели, почна да зборуваат како што им даваше, кој? Светиот Дух да зборуваат. Затоа таа проповед на Петар имало големо влијание. Затоа што кој му давал зборови на Петар, што да каже? Светиот Дух. Светиот Дух работел на Петар, ама во исто време работел и на оние кои што го слушале Петар. Имало резултат.
Кој бил резултатот? 3000 луѓе се крстиле. И понатаму во дела 4 глава 31 до 33 стих вели: сите се исполнија со Дух Свети и слободно го проповедаа Словото Божјо. Апостолите пак со голема сила сведочеа за воскресението на Господа Исуса Христа. Вели се исполниле со Свети Дух и што се случило? Слободно го проповеда Евангелието, Божјето Слово. И вели сведочеа за воскресението, значи со голема сила. Тие истите апостоли кои што се криеле кога Исус Христос беше раснат во собата за никој да не ги види. Зошто? Затоа што се плашеле да не имаат истата судбина како Исус Христос и тие да бидат убиени. Тие истите луѓе ги гледаме сега храбро проповедаат. И ги затварале, им се заканували, тие велат: не, ние нема да престанеме ќе проповедаме. Што ја прави разликата? Истите луѓе се плашливци. Светиот Дух е тој кој што им дал сила да го проповедат Евангелието. Слушайте го сега ова, вели во дела 13 глава 2 до 3. Кога му служија на Господи постија, Духот Свети рече. Како изгледало тоа да Духот Свети каже: одвојте ми ги Варнава и Савла за дело за кое ги повикав. Тогаш тие откако постија и се помолија, положија раце над нив и ги пуштија. Кој ги избрал Сила и Савле и Варнава да проповедаат? Светиот Дух. Не знаеме како тоа изгледало кога Светиот Дух ќе каже, ама јасно е дека Бог е тој кој што ги бира Павле и Варнава да одат да го проповедаат Евангелието. Обично никога бираме според даровите, способностите што ги гледаме кај некого да изврши одредена задача. Тука гледаме дека тоа не го прават апостолите, туку Светиот Дух. Ја гледате дали ја чувствуваме таа блискост која што постоела помеѓу христијаните први и Светиот Дух. Понатаму вели Светиот Дух му заповедал на Петар да го посети домот на Корнелија во Цезареја. Знаеме целата таа приказна. Петар имал, како и сите други евреи, замисла дека треба Евангелието се проповеда само на евреите, не е тоа за незнабожците. И Бог му праќа сон и така натаму. Духот му наредил на Филип да отпатува во Газа. Го знаеме, нели, за оној човекот кој што дошол од Етиопија. Во дела 16 глава вели Светиот Дух му им забранил на Павле и Сила да влезат во Азија и Витинија, па наместо тоа ги упатил во Македонија. Што планирале Павле и Сила во Азија и Витинија? Зошто ќе оделе? Годишен одмор? Оделе да го проповедат Евангелието. Има ли нешто погрешно во сето тоа? Нема ништо погрешно да се оде да се проповеда Евангелието. Ама Светиот Дух вели не е сега времето да одите таму. Подоцна ние ќе видиме отишле, ама не во тоа време, во друго време, во Азија и Витинија. Светиот Дух му вели време е сега не таму, туку да одите во Македонија и таму да посведочите за Исуса Христа. Што тоа покажува? Ние правиме планови, ама дали е по Божја волја сега и таму, тоа е прашање. Која блискост била постоела помеѓу апостолите во тоа време и Светиот Дух да може да го чујат гласот, да го препознаат Божиот глас и да ги упати таму кај што треба. Понатаму вели напредува и одеа во страв Господов и со утеха на Светиот Дух се умножуваа. Како се умножуваа? Со утеха, со силата, со делувањето на Светиот Дух. Во дела 15 глава имаме еден проблем кој што се јавил во првата црква. Проблемот бил во тоа што оние христијани кои што потекнувале од јудеизмот, кажувале дека христијаните кои што доаѓаат од паганството треба најнапред да станат евреи, да ги прифатат еврејски обичаи како обрезување и некои други, па подоцна да станат христијани. И тоа бил проблем во скоро сите цркви каде што имало мешан состав нели на верници. И од Антиохија праќаат пратеници, Павле дошол со нив во Ерусалим за апостолите да разговараат за оваа тема. И на крајот тие донесуваат заклучок и во записникот запишале Светиот Дух и ние одлучивме. Можеме ли ние после одборската седница, било која или црковен час, истата формулација да запишеме во записникот?
Светиот Дух и ние одлучивме. И гледаме ли која близина постојала помеѓу нив. Понатаму вели апостол Павле за старешините во Ефес, вели Духот Свети ве постави за епископи. Кој? Духот Свети. Дали ја гледаме таа блискост која што постојала помеѓу христијаните во прво време и Светиот Дух и Бог. И тогаш да не се чудиме зошто всушност и се имало таков голем успех во таа прва црква. Има еден пастор кој што има дадено ваква изјава. Кога Светиот Дух во денешно време би се повлекол од црквата, 95% од оно што го правиме би продолжило и никој не би ја приметил разликата. Затоа што тие 95% се всушност наше дело. Ама понатаму вели Светиот Дух да се повлекол од новозаветната црква, 95% од оно што го правеле би престанало и секој би ја приметил разликата. Зошто? Затоа што 95% од оно што го правеле било дело на Светиот Дух. Што всушност нас не одвојува од таа реалност која што била во првиот век и во денешно време? Дали тоа е нешто што е резервирано само за првиот век? Можеме ли ни тоа да го имаме како верници во 21. век, после 20 века? Можеме ли? Што не одвојува? Исус Христос, додека бил на оваа земја, дал едно ветување. Слушайте го ветувањето. Овој стих кој што ќе го прочитам тука, обично го цитираме многу пати, како доказ да кажеме дека било што и да побараме од Бога, Бог ќе ни даде. Ја не велам дека не е тоа така, ако е по Божја волја, Бог тоа ќе го даде. Но, кога сега ова ќе го читаме, има свој контекст. Исус ова го кажал, но во кој контекст? Слушайте добро. Јас ви велам, молете и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој кој моли прима и кој бара наоѓа, а на оној кој чука ќе му се отвори. И кој е оној татко меѓу вас кој ќе му даде на сина си камен, ако побара леп? Или ако побара риба, да му даде место риба змија? Или ако побара јајце, да му даде скорпија? И така ако вие кои сте зли можете да им давате добри дарови на своите деца, колку повеќе небесниот татко ќе им даде Свети Дух на оние кои го молат. Тука има една грешка, не е Дела на апостолите, тука е Лука. Во кој контекст Исус ги кажува тие зборови, барајте ќе ви се даде и така натаму? Зашо да бараме? Да го бараме Светиот Дух, вели, и ако вие го барате Светиот Дух, Отецот на небесата вели, едва и чека да ви го даде, само да побарате. Дух. Да го бараме е едно, но дали го сакаме да му се покориме на Светиот Дух? Абсурдно е да го бараме Светиот Дух, а да не сакаме да го слушаме и да му се покориме на Светиот Дух. Затоа што Светиот Дух знае да ме укори, знае да ме искара и да ме насочи. Но ако ја му се противам, тогаш кој е смислата тогаш да го барам Светиот Дух? Но ние гледаме во делата на апостолите дека апостолите биле спремни да се покоруваат на Светиот Дух и да го слушаат, без разлика какви се нивните замисли. Ако се скарам пример со некого и некој ме навреди, и Светиот Дух едноставно, како се вика, ме укорува преку совест и вели, Мики, не беше добро тоа што го направи. Оди, извини му се. Што треба јас да правам? Да се бунтувам и да кажам, шо бе, ја него ли едноставно да му се понижувам, ја да барам прошко од него? Дали е тој став исправен кој што треба да го имаме? Значи, која е смислата да бараме Светиот Дух, ако не сакаме да се покориме на оно што Светиот Дух ни го дава? Не укорува или не насочува? Значи, ние треба да го бараме Светиот Дух, ако сакаме да настане голема реформа во нашиот живот, но и треба да бидеме спремни да го послушаме и да му се покориме. Ама гледаме кој е резултатот на еден таков став, да го бараат Светиот Дух и да му се покоруваат. Црквата ненормално расте, напредува и духовно и бројчено. Тоа нешто може и денеска да се случи во 21. век. И ние сега уште малку па ќе видиме примери каде што тоа може дека тоа делува и во денешно време. Тоа не е нешто што е резервирано само за
првиот век. Еве еден цитат од Елена Вајт, кај што вели: првата поука која треба да ја научиме е поуката за зависност од Бога. Пред да можеме да сметаме на било каков успех, мораме секој за себе да ја прифатиме вистината содржана во Исусовите зборови. Вистина ви велам, без мене не можете да направите ништо. А посебно кога е во прашање духовната борба или нечие обраќање или прифаќање Исуса Христа. Без Исуса Христа, без делувањето на Светиот Дух, да не очекуваме дека ќе имаме резултати. Би сакал тука да застанеме и да одиме на молитва, да се молиме во овој правец, да ја сватиме, да се молиме Бог да ни помогне, да ја сватиме нашата потреба од делувањето на Светиот Дух во нашиот живот и воопшто на сите оние кои што сакаме да ги досегнеме за Исуса Христа, но пред се да имаме уво осетливо за гласот на Светиот Дух. И да имаме желба да се покориме за сето оно што Бог едноставно ќе ни го даде. Или што ја знам, некои други изговори, но има една работа која што покрај тие работи можеме сите од нас да ја правиме, а тоа е молитвата. Молитвата, само да се разбереме, молитвата не е замена за нашите мисионски активности. Okay? Ама молитвата и како треба да биде присутна во нашите животи. Ке почнеме и во овој дел со исто така еден пример од вистинскиот живот. Се работи исто така за Втората светска војна. За овој човек, предпоставам дека го препознаваме, тоа е Дезмонд Дос, адвентиста, кој што 1942 година се вклучил во американската армија и во неговата единица, уште за време на припремите, тој доживал поприлично големи непријатности, затоа што не сакал да држи оружје, да биде задолжен со оружје. Поприлично доживал големи непријатности. Офицерите, оние кои што били надредени, го критикувале, го омаловажувале, вршиле притисок на него, а неговата девиза била: јас одам во војска за да спасувам луѓе, а не за да убивам луѓе. И заради тоа што читал Библија, заради тоа што се моле, затоа што бил христијанин, толку го омаловажувале и толку му го загорчувале животот, што тоа е невидено нешто. Го сметале за кукавица. Неговата единица била задолжена да го освои островот Окинава. И кога тргнале да го освојуваат островот Окинава, наидуваат на огромна одбрана од страна на јапонските војници. И колку и да се обидувале, не успевале тоа да ги пробијат јапонците, така да морале да се полечат назад. И на тој гребен, буквално, сите се повлекуваат горе, на таа карпа, на бојното поле, останува само Дезмонд Дос и никој друг. Нема оружје со кое што може да се брани, нема никој од војниците од неговата единица да го брани, сам е на тоа бојно поле. И неговата цел била да ги спаси сите оние кои што биле ранети, а се уште живи. А на тоа бојно поле биле присутни јапонските војници. И оделе од војник до војник. Ако видат дека некој се уште жив, а ранет, го убивале. И замислете во една таква ситуација тој се нашол. И успева со силни напори да спаси, според американската војска, 100 војници кои што биле ранети. Да. Подосна, од кога го прашале Дезмонд Дос колку беа кои што ги спаси, он упорно тврдел 50 војници. Вика, ние по нашата евиденција гледаме 100 војници. Не, он викал 50 и на крајот заокружуваат на 75. И така официјално се води дека 75 војници спасил, од нив некои биле и јапонци. Подоцна бил одликуван со орденот на храброст од председателот Труман. 2016 година е снимен филм од Мел Гибсон за него. Греберот на спасените, претпоставам дека повеќето од нас го имаат гледано. Всушност Мел Гибсон бил толку трогнат од документарниот филм за него. Не знам дали сте го гледале. Мислам дали беше 2001 или 2003 е снимен за него филмот.
го има на YouTube со превод и ако не сте го гледали, топло ви препорачувам да го гледате. Документарен филм, не игран филм, туку документарен филм за него, со него, со сите војници кои што биле во тоа време, ти се веќе во тоа време биле стари, кога се снимал филмот. Може да го најдете на YouTube, човек кој уложил приговор савести. Само можете нели да напишете на YouTube и ги излезе филмот. И кога го погледал Мел Гибсон тој документарен филм, толку се воодушевил од целата приказна што одлучил нели да го сними овој филм. И таму има една сцена во тој филм, сакам да ја пуштиме и да погледаме и после ќе прокоментираме за неа. Можете да видите тој всушност ги носи, ги влече, со јаже ги спушта. Само еден човек, јас знам, имав прилика така на една наша сестра, како се вика, таткото почина, па требаше да го спуштаме од 4-ти спрат надолу. Знам како беше. Значи, само еден човек. А замислите, 100 души или 75. Тоа е огромен човечки напор. Јас сум верувам дека Бог бил присутен, ама се трудел со сите сили да ги спаси. Дали може ли Дезмонд Дос да се симне долу од Карпати и таму едноставно да во удобност нели да чека нова наредба за напад? Можел. Ама тој останал горе, сам, осамен и под голема опасност да биде погоден. Дури покасно се дознало дека некој јапонски војник со снајпер го држал на нишан и сакал да го повлече оразот и никако не успевало. И предпоставало дека пушката е расипана. На крајот, после тоа, значи, пукал за други, работела. И овој Дезмонд Дос, од еден кукавица, на крајот станува нивни херои. Кога дошла наредба повторно да се качат на гребенот и повторно да одат во офанзива, сите кажале, сеќавате шо? Ако Дезмонд не доаѓа, со нас не одиме. Тоа само покажува како Бог едноставно се просел преку неговиот живот. Сватиле дека всушност кога Дезмонд е таму и Бог е присутен. Сега, 2001 или 2003 кога се снима тој филм, документарен филм, во тој документарен филм не само Дезмонд Дос, како стар човек, туку и неговите совојници, другите војници, офицери сведочат за неговото херојство. И тоа е, нели да кажем, пред 20 години. Тие луѓе кај се присутни сега? Уште се живе. И може би некој ептен, ако има долг живот, да е жив. Но чисто се сомнам. Сите тие се во своите гробови. А такви силни напори Дезмонд Дос дал, се со цел да ги спаси тие луѓе. За на крајот пак да починат. И пак истото прашање како што и со првиот филм. Зошто сме толку спремни, па и дури и ние како христијани, да дадеме толку многу напори за да го спасиме нечiji живот, што така треба да биде, ама не сме со тој ентузијазам спремни да вложиме толку многу напори за да можеме едноставно да спасиме нечiji живот за вечно. Чисто само размислите. Како што кажав, ова што ќе го кажам не е замена за мисионските активности. Никако црква како поединци треба да работиме мисионство, али има една работа која што освен тоа треба да ја работиме и треба да вложиме многу повеќе напори во однос на тоа, а тоа е молитвата. Молитвата. И каква врска има мисионството и молитвата? Еве неколку цитати и некои искуство ќе ви кажам во денешно време што случуваат. Во една книга Молитва, фактор на духовното пробудување од Семи Типит има запишано следното. Пробудувањето се случува кога го запознаваме Бога. Кога се случува пробудувањето? Кога запознаваме Бога. И запознавањето на Бога е клучно и битно. И тоа малку подоцна во вториот дел ќе зборувам. Како Бог на нашиот живот, Бог на нашиот дом, Бог на нашата црква. Исус им рекол на своите ученици да го чекаат во Ерусалим исполнувањето на Божјото ветување. Првиот повик на новозаветната црква бил повикот за мисионство. Не, повикот за молитва. Исходот на оваа молитва е снажно сведочење за Христ. И во дела 1.14 ја гледаме целата црква како бара да го види Божјото лице. Сите овие еднодушно и постојано беа во
молитва. Како го граделе единството тогаш? Дали имало различни размислувања во тоа време? Имало. Кога читаме, нели, Павле и Петар се скарале во една прилика, нели? Да кажеме, Павле и Сила. Имале разлики во размислувањето, ама како го граделе единството? Со Бога и во молитва. И понатаму вели во Дела 2:4-41 црквата добива сила да го објавува Христовото воскресение. 3000 луѓе се обратиле од тоа силно Божјо делување. И тоа е потикнало црквата да продолжи понатаму со молитва. Со што? Со молитва. Дела 2:42 велат и беа постојани. И сега набројува во што биле постојани. Во апостолското учење и општување, и во раскршувањето на лебот, и во молитвите, постојани во молитвите. И резултатите биле неверојатни. Луѓето секојдневно доаѓале кај Христа. Петер и Јован на пат за молитвениот состанок во храмот во Дела 3 го излекуваат хромиот и проповедаат за Исус и 5000 луѓе се обратиле. И црквата продолжила да се моли во Дела 4, што се завршило со уште едно снажно проповедање на Евангелието. Во Дела 5:14 тие веќе престанале да бројат колку од нив се спасиле, едноставно е само кажано, а повеќе верни беа присоединети кон Бога, множество мажи и жени. И на крајот писателот заклучува, вели, ова треба да биде доволен доказ за постојање на врска меѓу молитвата и незадржливиот раст на новозаветната црква. Која е врската? Молитвата се молат за нивна преродба, се молат Бог да ги искористи за Божјото дело, Светиот Дух делува и со што се случува? Незадржлив раст на новозаветната црква. Како што кажавме, ова не е само резервирано за првиот век. Ова е нешто што може и денеска да се случи. И еве неколку примери за тоа. Еден силен пример дека тоа стварно делува, кога никако луѓе ќе клечиме, ќе бараме, ќе се поврзиме со Бога, дека стварно резултат има, е црквата во Јужна Кореја. Општо, нели, зборам за христијаните таму. До ден денеска некако сите кои што не сме од Јужна Кореја не заголицува таму да видиме што се случува во Јужна Кореја. И многу пастори од Америка отишле да видат што се случува таму. Еден меѓу нив бил Питер Вагнер. И тој после откако го видел сето тоа што се случува, напишал книга која се вика Црква која се моли. И дава тука своји лични сведоштва што ги видел и јасно покажува всушност како ние треба како христијани да се посветиме на молитва. Сето ова што ќе го кажам со цел да сватиме каков став изградиле христијаните во Јужна Кореја во однос на молитвата, што нешто и ние треба да го изградиме во нашиот живот. Во таа книга Црква која се моли од Питер Вагнер го пишува следното: секој ден, буквално секој ден, во 5 часот наутро, илјадници верници се собираат на молитвен состанок кој трае 2 часа. Можете ли да замислите? Секој ден, буквално секој ден, без престанок, од 5 до 7 христијаните се собираат на молитва во секоја црква. Во петок навечер, покрај утринскиот молитвен состанок, илјадници верници се собираат на седмичен молитвен состанок кој трае од 22 часот до зорите следниот ден. Во една црква секој петок вечер се молат, на молитва се собираат повеќе од 10.000 верници. Значи, секој ден се собираат на молитвен состанок од 5 до 7 пред да одат на работа, а вели во петок навечер имаат молитвен состанок кој трае од 22 часот па до рано до зори. Ние за молитва кога се собираме? Обично среда, така. И обично што правиме на тој молитвен час? Проучуваме Библија. Не е ништо погрешно, немате да ме разберете. Но мислам дека ставаме премногу, како се вика, акцент на проучување на Библијата, а не на молитвата за тие часови. Ме разберете, ние ќе проучуваме од Библијата и ќе кажеме, ќе се помолиме 1, 2 молитви, 3 и толку. Ако е молитвен час, ние треба да одиме на молитва, да се молиме. Значи, сакам да кажам, проучувањето е многу битно. Проповедта, проучувањето на Библијата. Но на основа на тоа, па ние ја запоставуваме молитвата, ме разбирате?
А то не треба така да биде. Како ние ги нарекуваме нашите цркви? Молитвени домови. Дали се навистина молитвени домови? Да се молиме. И понатаму вели вака. Христијаните во Јужна Кореја купиле имот на една планина, каде изграделе молитвено одмаралиште. Какво одмаралиште? Дојдат на зимување, дојдат на летување. На шо одат во тоа одмаралиште? Да се молат. И вели не е невообичајно да се затекнат од 2000 до 3000 молители во работните денови од понеделник до петок, а преку викенд и повеќе од 10.000. И кои се резултатите од една ваква посветеност на молитвата? Во текот на последните 100 години протестантизмот пораснал од 0%, немало воопшто, до повеќе од 30% од популацијата во Јужна Кореја. Тоа не е мала бројка. Тоа замислите, ако се уште нема официјални резултати од пописот, ама некаде кажува до 1.800.000 има во Македонија. Една третина колку е? 600.000. Замислите 600.000 во Македонија да бидат протестанти. Тоа е огромна бројка. Во Јужна Кореја тоа се случува. Вели од 20 мега цркви во светот, кои имаат просечна посетеност од 20.000 членови и повеќе, 9 од нив се наоѓаат во Јужна Кореја. Евангелската црква на Девит Јангичо е најголемата мега црква во светот и има 700.000 членови. Не зборуваме за една деноминација во државата или во градот, туку за една локална црква. И кога го прашале еден адвентистички пастор, Девит Јангичо вика, како ти успеваш со тие верници толку да работиш? Му покажува книгата Евангелизам и вели тука го најдов клучот како. Во мали групи ги организирал. И вели во малата група се организира. И мисионство, и џаконство, и проповедање, и молење, и се. Каде го нашол тоа? Во Евангелизам, во списите на Елена Вајд. И вика вака, сега, слушайте го ова, Питер Вагнер го кажува своето лично искуство. Вели, додека неодамна бев во Кореја, го посетив мојот добар пријател, пасторот на методистичката црква Сундо Ким. Тој ми кажа дека секој утро во неговата црква од 3 до 4.000 верници доаѓаат од 5 до 7 часот наутро на молитва. И ова морав да го видам. Му делува како научна фантастика. И вели, пасторот Ким се понуди да ми обезбеди превоз. Следното утро неговиот возач дојде до мојот хотел по мене и мојата сопруга, но не беше лесно. Вели, големо невреме ја зафати Кореја таа ноќ и предизвика губиток на повеќе од 60 животи. Замислите кое невреме било тоа утро. 60 луѓе да загинат. И вели, дождот и ветерот беа толку сурови во 5 часот наутро, така што се запрашав дали воопшто некој ќе го напушти својот дом за да дојде на молитвен состанок. Стигнавме во црквата со мало задоснување и вели, да не беа резервирани места за нас, не би имале каде да седнеме. Црквата која може да прими 4.000 верници беше полна до последното место. Каков молитвен состанок, кажува Питер Вагнер. Во какво време? Во невреме. 60 души загинале. Тоа било страшно. Кој знае што се случувало? Поплави, кој знае што имало. И вели, во такво невреме, вели, се прашува дали некој воопшто ќе дојде. Кога дојде, вели, целата црква полна. Дали го чувствуваме каков став имаат корејците во однос на молитвата? Тоа е закон за нив. Ние обично кога врне, кога е лошо времето, шо викаме? Сабота сабајане. Па не знам дали дојдам, си пуштам нешто на YouTube, на интернет, си погледам. Не мора сега, нели, нова време. Понегош и кога е добро. Го гледаме или кој е ставот, или правиме разлика помеѓу нашиот став и ставот на овие корејците. И што е тоа? Методистичка. Што е тоа што поттикнува 4.000 верници на молитва во 5 часот наутро сред ужасно невреме? Очигледно дека за корејанските христијани молитвата е значајна, ефикасна и приоритет број 1. Коментирајќи како верниците имаат таква посветеност за молитва во утринските часови, Девичо рекол, бидејќи во нашите животи најбитна работа е молитвата, научивме рано да одиме на спиење. Што сака да каже? Дека животот го организираат според молитвата. А ние обично, нели,
ако има време, тогаш нели ќе се помолиме, ако има повеќе време, повеќе ќе се помола, ако има помалку, помалку ќе се помола. Иначе адвентистичката црква во Јужна Кореја не е земја од третиот свет. Високо развиена технолошка земја, е поприлично јака црква, адвентистичката црква, како и секоја друга. И која е тајната за големиот раст на твојата црква, го прашале Дейвид Чо. И тој кажал, тајната за успешниот раст на црквата се состои од 3 работи. Молитва, број 1, тајна број 2, молитва и тајна број 3, молитва. И вели, американските цркви имаат многу програми, а малку молитва, додека црквите во Кореја имаат многу молитва, а малку програми. И слушайте го сега ова. Времето во една книга која се вика Страст за молитва е запишано, времето за молитва за Дейвид Чо станало толку значајно што и рекол на својата секретарка никогаш да не го вознемирува додека се моли. Освен ако го повика неговата сопруга и каже дека го бара за нешто непредвидено и итно. Еден ден се јавил председателот на Јужна Кореја, на државата, и ја замолил секретарката да го поврзе со Дейвид, но секретарката одбила да го направи тоа. Кога председателот следниот ден конечно го добил Дейвид, го искажал своето незадоволство. Сакам да ја отпуштите вашата секретарка, му рекол председателот на Дейвид. Господине, му одговорил Чо, не можам да го направам тоа. И дадов упатства воопшто да не ме вознемирува кога сум на молитва. Гледајте, разговарав со председателот на Вселената и тој има предност пред вас. Замислите кој став. А не обично кога сме на молитви, ќе ни задзвони телефонот, ја лично, Борам, чекај да видам која е, можда нешто итно е. Јас имам состанок со Бога и не ме интересира ништо друго. Дали го сваќаме воопшто каков став има кон молитвата и кон заедницата со Бога? Еве неколку примери, некои ќе ги прескокнеме, а некои ќе ги кажеме. Ова е искуство на Джозеф Кидер. Тој е адвентистички пастор во Америка, потекнул од Ирак. Избегал од Ирак заради тоа што таму во Ирак муслиманство едно друго кога го прифатил христијанството, отишол таму, завршил теологија, магистрирал, докторирал за раст на црквата. И му даде една црква која што имала на почетокот од 80 верници, се договориле да градат голем храм и кога го изградиле, кав ги расправи помеѓу нив и што се случува? Се случува да од 80 верници дошле на 40. Другите верници отишли во други цркви, адвентистички во тој град што се таму. И тој доаѓа во таква прилика да 40 верници ги има и со голем ентузијазм сака црквата да стане на нозе, работел упорно и после многу години работа резултатот бил нула. Не само нула, туку црквата од 40 се симнала на 30 верници. И толку било обесхрабрен што одлучил на председателот на конференцијата таму во Америка да му пише дека дава отказ, сака да напушта работа. И почнал да пишува на компјутерот. Некој задзвонува на врата, тој оди да види која е. Сопругата во тоа време доаѓа да види што пишува Джозеф и бил изненаден. Кога се враќа, вика Джозеф, зошто ти сакаш да дадеш отказ? Зошто не сакаш да работиш? Па вика, жено, нели гледаш, вика, не сум вика експерт за раст на црквите, јас сум експерт за опаѓање на црквите. Вика, ако продолжиме, ќе останеме само нашето семејство во црквата и толку. И жена му рекла, вика, дали ти се молеше за ова на Бога? И му кажала, вика, од сега натаму, еден ден во седмицата ќе го одвојуваш, да одиш во црквата и да се молиш. И одлучил да се моли. Искратам некои детали. Се молил 8 месеци така. После 8 месеци доаѓа едно семејство во неговата црква, нови пријатели, почнува да проучува со нив, и кога веќе биле в моментот да се крштава, тој доаѓа пред цела црква и вели, браќи и сестри, сакам да ви кажам искуство. Се молев цел ден во црквата. 8 месеци, еден ден седмично. И како резултат на тие молитви Бог ни го даде ова семејство. Толку биле охрабрени верниците што еден постар брат дошол од таа страна, една постара сестра и кажувале своји искуства. Вели, ова што пасторот го кажа, толку не охрабри дека молитвата делува. Сега ние ќе се молиме затоа што нашите деца беа во црквата, сега не се. И така 10 души излегле. И вели од тој момент во црквата, пред богослужение, за време на богослужение, после богослужение, во молитвени часови, во мали групи, поединечно, настане еден бран на молитва. И вели како резултат на тие молитви,
Адвентистичката црква, се не се сеќавам во кој град беше, таа каде што работел, тој вели, стигна до 500 членови. Како резултат на што? На делувањето на Светиот Дух. Или е една друга, исто такво искуство на адвентистичка црква во Милано. Павел Гоја тоа го кажа, може и сте го слушале тоа искуство. Црква од 9 членови, еден од нив заминува на еден семинар кој што Павел Гоја го држал во Шпанија за молитвата, толку се охрабрил што се вратил и кажал браќа и сестри, а тоа биле претежно стари луѓе. Биле свесни дека за неколку години кога ќе умрат, клуч на црквата и таа црква нема веќе да постои. И тој човек толку бил охрабрен што ги охрабрил сите други верници да се состануваат од 5 часот на молитва секој утро. И тргнале со молитва. Цел месец се молеле, нема ништо не се случува. И сакале да се откажат. И овој човекот им вели, ама слушајте, пасторот Павел кажа, ние треба да се молиме, тоа треба да биде стил на живот. Ние затоа што го бараме Господа треба да се молиме. Зошто едноставно да се откажуваме? Ние го бараме Господа пред се. И продолжиле не да бараат раст на црквата, туку да го бараат Господа во молитвата. И вели после 2 седмици, еден од комшиите што бил тука близу црквата, го среќаве еден наш верник и вели, абе комшен вика, вие доаѓавте секоја сабота тука на богослужение. Сега гледам, доаѓате секој ден, рано се бане. Што правите? Па вика, се молиме. И он му кажа, вика, мојата сопруга е болна од рак, во тежок стадиум е, дали би се молеле за неа? И они почнале да се молат за неа. И оди на нареден преглед жената, ракот го нема. Ој комшија толку бил воодушен што кажал на друг комшија, а тој па неговото дете било во затвор заради наркотици, и тој им кажал на верниците да се молат, и за кратко време го пуштаат од затворот. И на крајот го повикуваат Павел Гоја во таа црква да дојде, и вели кога дојдов, видов 250 луѓе спремни да го слушаат Божјото Слово. Како резултат на што? На молитвите, на делувањето на Светиот Дух. Цела населба ја станале на нозе овие верници кои што клечели и се молели. И заради времето, едно друго искуство во Финска. Приметувате ли каде се случуваат овие искуства? Не е во Африка, не е во Јужна Америка, не е во некоја земја од третиот свет. Океј? Во Америка, ама ќе кажеме Америка пак е протестантска земја и таму вообичаено да се оди во црква. Ама ова е во Италија. А сега ово искуство што ќе го погледате во Финска. Скандинавците важат за тотално скептици, атеисти, не заинтересирани за Бога. Ова е во Финска, во една адвентистичка црква. Пред 4-5 години има редовни секоја година дивизијски состаноци и на еден дивизијски состанок, дали беше 16-17 година, беше изнесена секоја унија во нашата дивизија дава, како се вика, извештај. И на еден таков состанок на кој што бив присутен, се даде ова, како се вика, овој извештај, што мене многу ме воодушеви и сега ќе го погледате. Значи, ова се случува во Финска, адвентистичка црква, каде што буквално црквата требала да се заклучи, да се затвори и на крајот ќе видите што се случило со таа црква. Once upon a time, there was a small church in a faraway country. It was a very happy church, with happy Adventist people sitting in the pews. The church was located on a beautiful campus outside the city, and it was secured by a surrounding fence of high fir trees. On the campus, there was a small old people's home, a publishing house with its own printing press, offices, and of course the church. Since the happy members had happy children, they also wanted a school for the children, the best possible church school, and it came to be. The publishing house was enjoying unbelievable success, and God was truly blessing. Full sets of Bible stories were being sold in hundreds every week.
Many happy years went by. But things started to change. People on the other side of the fir tree fence did not open their doors as easily anymore. The faithful literature evangelists were having a harder time finding customers. The publishing house answered by changing from Bible stories to Conflict of the Ages series. Also, the church members grew old and tired, and they in turn answered by clinging all the harder to the proven ways of doing things. Soon there were hardly any young people in the church, and the little church struggled. The year came when the printing press had to be closed down. The church school would be next, and then the church. Yes, there seemed to be only one fate. The little happy church would have to be closed as well. However, when the church was ready to close the school, God had other plans. He used people outside the church to convince members that there is still a need for a church school in the city. Since the printing machines were gone and the space was empty, it was decided that the school will be moved into the empty space. For over 30 years, the school had struggled. In good years, there had been about 30 students, and now only 14. What would be different this time? What needs to be changed? After a lot of prayer, a couple of small things were changed. The school was open to all who share the same Christian values, and every teacher was expected to be fully qualified and know Jesus personally. Then the church decides to send a group of concerned members to the Kids University to learn about kids in discipleship. When this group comes back, they take 4 Sabbaths to drive home the obvious. Our church is dying. We cannot keep telling the few young people that one day this will be their church. It has to be their church now. We have to be intentional if we want to keep the young people in the church. So, what needs to change? Families with children moved from the balcony to the front of the church. Speakers were instructed to notice the children. The children's story was a must every Sabbath. The children and the young people need to be part of planning and executing the programs. God started working miracles. The school started to grow. The church attendance started to grow. The membership started to grow. Adventure Club started to grow. Pathfinder started to grow. New mission venues were established. Kids Action Time, Pizza Church, Now Teams, Youth Clubs, Kindergarten. Today, about 400 people enter through the gate every day to be part of the community that has grown out of that little church. All of a sudden, we have realized that God has grown the church in spirit, but also in numbers. Here are some comments when asked what is best in this community. Nurmikodissa on kaikista parasta, kun täällä on paljon hengellisiä tilaisuuksia. Nurmikodissa asukkaat ovat eloisia ja aktiivinen. Kaikista parasta on legoilla leikkiminen. Mun mielestä parasta on täällä lapset ja lasten aito ilo. Koulussa parasta on futis. Arvostan vapautta ja kristillistä ilmapiiriä. Parasta on hyvät opettajat. Koulussa on kivointa matikka. Tässä koulussa opetuksessa saa puhua oikeasti tärkeistä asioista. Pizzakirkossa on parasta se, että täällä voi olla ystävien kanssa ja tänne voi myös helposti tuoda muita ystäviä, jotka eivät ole uskossa. Pizzakirkossa on parasta ystävät ja Jeesuksen läsnäolo.
Kids Action Timeissa on mun mielestä parasta kaverien tapaaminen. Kids Action Timeissa on parasta kasvatus. Mä tykkään täällä seurakunnassa noista pienryhmistä. Siellä voi oikeasti aidosti ja rehellisesti käsitellä vaikeitakin asioita. Se parasta on tämä yhteisö ja kaikki ystävät täällä. Saa olla uskovien ystävien kanssa yhdessä. Täällä oppii uusia asioita ja täällä on uskovia kavereita. Tää on mukavaa ajanvietettää, täällä on kavereita. Täällä voidaan hoitaa ruumiin terveyttä ja ihmissuhteita. Mukavaa peliä hyvässä hengessä ja kaikki on tervetulleita. Mun mielestä on parasta nähdä se, että kun ihmiset, jotka tekee eri asioita, kasvaa Jeesuksessa. Täällä voi tehdä yhdessä tiimit yhteistyötä ja Jeesus on siinä mukana. Aika paljon saa olla vain sivusta kattoja, kun vaan näkee, miten Pyhä Henki toimii. Земја каде што секуларизмот е на многу високо ниво. Дали приметивте, црквата требала да се затвори, а сега поминуваат по колку? 400 луѓе секој ден. Една, зборуваме за локална црква, имаат и градинка, имаат и училиште, имаат и старачки дом, имаат разни активности за млади, за деца, врие од луѓе. Дали овие искуства што се случиле нели во Америка, има уште многу такви, но времето не ни дозволува, во Америка, во Европа, нешто што може и тука и денеска и во Кавадарци да се случи. Во Неготино, во Скопје. Може ли? Може, но тоа бара активност од нас. Да излеземе од зоната на комфорот и да се обединеме во молитва. На крајот е еден цитат, вели, незаинтересираноста на нехристијаните за духовните работи често е резултат на што? На недостаток на молитва кај христијаните. Незаинтересираноста кај нехристијаните може да биде последица на незаинтересираноста кај нас христијаните да се молиме за нив. Зошто грешникот би сакал да размислува за вечниот живот, кога ние со години не сме заплакали и пекале пред Господа за изгубените души, за нашите најмили? Отсутството на нашите солзи и молитви може да не доведе само до еден заклучок. Потребно ни е пробудување во нашиот личен живот, во црквата и во светот. Во сите цркви одлучив да го имам и веќе во црквата во Гевгелија секој утро се собираат на молитва. Во црквата Вера пред 2 седмици го имав, 2 седмици секој утро во 7 часот сме на молитва. Јас знам дека вие порано го имавте тоа пред 6, 7, 8 години. И мислам дека е благословено. Така да чисто размислите, ако Бог ве подкренува, направете такво нешто. Ја верувам дека Бог ќе направи голема разлика и во нашите животи и животите на други луѓе. Значи, Бог чуда ќе прави. А ако стварно се посветиме на молитва и ако стварно дозволиме Светиот Дух да работи преку нас. Така да ве охрабрувам, размислувајте во овој правец. Значи, и да се молиме. Дај ми, помогни ми, направи ми ова за мене и само на тоа се сведе. Ја верувам дека како родители ќе се чувствуваме поприлично јадно и бедно. А обично во нашите молитви знаеме да така пристапиме кон Бога. Значи, ако ги анализираме нашите молитви, првенствено кога анализирам моите молитви, кога имаме молитвени часови, во црква кога се молиме, молитвени листи, тоа е само барање на Господа, Господи помогни ова, направи ова, дај ми ова, и нема ништо погрешно во тоа, да се разбереме, ама суштината на молитвата не е само да бараме од Господа. Молитвата е пред се тука за едноставно да се поврзиме со Бога, да имаме блиска заедница со Бога, и тоа е клучното. Во Исаја 4 глава 6 стих вели вака: нема никој кој би го повикувал твоето име, кој би установил да се држа здраво за тебе. Ова се случува во времето на Исаја. Исаја ваква констатација
прави. Никой кој би го повикувал твоето име. Дали евреите во времето на Исаја не се молеле? Ние ќе читаме подоцна дека тие се молели, барале од Господа. Ама Бог не ги слушал. Ама вели бараат други работи, не те бараат тебе, ќе каже Исаија. Во Јован 6 глава, 26 стих, случај кога Исус Христос нахранува мноштво луѓе и утре дента дошле мноштво луѓе да го следат. Исус им вели, во Јован 6.26, а Исус им одговори и рече, вистина ви велам, вие не ме барате затоа што видовте чуда, туку затоа што јадовте и пиевте, затоа што јадовте од лебовите и се наситивте. Зошто го барале народот, зошто тргнале по него? Поради полните стомаци. Не од друго вели, туку полните стомаци. Во Матеј 6 глава, Исус Христос зборува во вториот дел од главата за тоа, вика, не грижете се што ќе јадете, што ќе пиете, што ќе облечете, затоа што вели, нели гледате како Бог се грижи за цвекињата, за птиците и така натаму. И на крајот заклучува 31 стих, вели, и така не грижете се велејки, што ќе јадеме или што ќе пиеме или што ќе облечеме. Какви потреби се овие? Телесни. За нашиот телесен живот. И во 32 стих вели, зашто сето тоа го бараат кои? Народите или паганите го бараат тоа. Со други зборови сака да каже, паганите се свртени кон материјалното, кон овоземското. А вели, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето тоа. Што знае нашиот небесен татко? И за храна, и за облека, и за сите потреби што ги имаме на оваа земја. И Исус на крајот заклучува и вели, но барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, а се ова ќе ви се придаде. Што е тоа се ова? И храна, и облека, и секоја друга потреба што е поврзана, нели, со овоземскиот живот. Што вели? Најнапред што треба да бараме? Духовното, Божиото, Господа. А се друго, Бог знае дека ви е потребно и ќе ви го даде. Ние обично правиме поинаку. На прво место го ставиме нашите потреби, нели? Дај ми за подобар дом, нели, да имам дом, да имам подобра работа и така натаму. И тоа не е ништо погрешно, да не се разбереме, ама ако не го ставиме Бог на прво место, тогаш едноставно тоа е погрешно. Еве, например, молитвата Оче наш, таа не ни е дадена да никако стихотворба ја повторуваме, туку ни е дадена како модел по кој што ние би ги креирале нашите молитви. Еве е молитвата, поделена на 7 делови. Од овие 7 делови, кажете ми колку се однесуваат за телесното, а колку на духовното. Само ова четвртото, нашиот насушен леб дај ни го денес, се однесува за телесното. Другите 6 дела се однесуваат на што? На небесното, на духовното, за Бога. А обично нашите молитви знаат да бидат понекогаш, не велам дека сите молитви, но вообичаено. Какви знаат да бидат? Обратно, Господи ти благодариме и за духовното, нели, ќе кажеме нешто, и после се потреби, дај ми, како ваква желба имам, те молам, оствари, ваков проблем имам, ме разбирате? А молитва треба да биде обратна. Да ние молитвата ја сватиме како молитва каде што ќе го бараме духовното, ќе го бараме Господа. Најнапред, на прво место ќе го поставиме Бога. Не само во молитвата, туку воопшто во целиот наш живот. Во втора Дневникова 7.4 вели, и мојот народ кој се именува со моето име, ако се понези, почна да се моли и да го бара, што да бара? Подобра работа, подобри услови за живот на оваа земја. Што? Да го бара лицето мое и да се одврати од своите лоши патишта. Јас ќе чуем од небото, ќе ви ги простам гревовите и ќе излекувам земјата негова. Што да бара? Лицето Господово, Бога да го бара на прво место. И тој копнеш кај Господа е голем, да ние едноставно на прво место го поставиме Бога и да го бараме Бога. Значи, ова да го бараме Бога не е само во молитвите, туку воопшто во целиот живот. Тоа значи да го поставиме број 1 приоритет да не биде Бог. Нели? Ама ние се концентрираме само на молитвата. Еве во Еремија 29.13 вели, ке ме побарате. Што да бараме? Бога да го бараме. И ке ме најдете ако ме побарате од се срце. Исаја 55.6 вели,
Што да бараме? Барајте го Господа додека може да го најдете, повикајте го додека е близу. Што е суштината и целта на молитвата? Молитвата не е момент кога ние доаѓаме да примиме нешто од Бога, окей? А ние обично така и се ја сваќаме. Претежно. Не велам дека тоа сите така го прават. Но вели молитвата не е момент кога ние доаѓаме да примиме нешто од Бога. Молитвата е средба со живиот Бог. Како што овој пасторот што кажа? Јас сум на состанок со председателот на Вселената и ништо друго не ме интересира. Окей? Значи имам состанок со Бога. Молитвата е доаѓање во неговото присуство, влез во заедница и личен однос со него. Молитвата е средство со помош на кое ние го запознаваме Бог. Еден дечко и девојка како се запознаваат? Со тоа што еден покрај друг ќе шетат и толку. Тие разговараат, си ги отвараат своите души. И така доаѓа до близкост помеѓу, пример, дечко и девојка, после маж и жена не ќе станат. И во бракот исто е, нели? Со разговор. Значи, молитвата ни е дадена како средство да ние разговараме со Бога и го запознаеме подобро. Окей? Нормално дека во таа молитва ние ќе побараме помош од Господа, али првенствено се молиме да одржиме заедница со Бога. Молитвата е човечкото срце здружено со Божјото срце. Молитвата е целосно трагање по Божјото срце. Молитвата е копнеш двете срца, Божјото и нашето, да се соединат. И Чарлс Спурџон кажал, вели, вистинската молитва не е само умствена вежба, ниту говорна представа, туку е нешто многу подлабоко од тоа. Тоа е духовно заедништво со Творецот на небото и на земјата. Што е молитвата? Духовно заедништво со Творецот на небото и на земјата. Која е нашата најголема потреба во нашиот живот? Во одредени периоди имаме различни потреби. Некогаш е да обезбедиме топол дом за своето семејство. Некогаш е да најдам сродна душа. Некогаш да завршам факултет, така? А всушност нашата најголема потреба е што? Е само Бог. Кога го имаме Бог, со него имаме се. И што вели? Најнапред постави го Бога на прво место, а се ова. И сродна душа, и дом, и сетото, Бог ќе ти даде можности тоа да го имаш. А не обично на прво место понекогаш ги истакнуваме тие некои наши потреби или решавање на проблеми. Доктор Лери Креп кажал, ако нашата желба за барање на Бога не е подлабоко од другите желби, својот живот ќе го организираме според својата волја, а не според Божјата. Има еден пример во Библијата, се однесува на царот Јосафат. Тој бил меѓу ретките цареви во двете царства кои што стварно одлучил искрено да го предаде животот на Бога и да го бара Бога и да го стави Бог на прво место. Затоа што претежно поголемиот дел од царевите во двете израелски царства не го почитувале Бога, правеле многу лоши постапки, идолопоклонството го вовеле во нивните царства и се оддалечиле од Бога. А овој цар стварно бил на место. И во втора Дневникова 17 глава за Јосафат вели вака. Господ беше со Јосафат. Зошто? Зашто одеше по правите патишта на својот татко Давид и понатаму вели го бараше Бога на своите татковци и одеше според неговите заповеди, направејќи како израелевите синови. Неговото срце се охрабруваше на Господовите патишта. Тој го барал Бога во својот живот со тоа што, како што читаме тука, ги почитувал Божите уредби и максимално се трудел својот живот да го усклади со Божите закони, ама и во молитвата исто така го барал Бог на прво место. И слушайте сега, не само што тој го барал Бога, туку тој сакал и Божиот народ, неговите подданоци да го бараат Бога. Во тоа време биле луѓето необразувани, не знаеле да читаат, немале Библија, Стар Завет, за да може да го читаат. И вели вака, во третата година од царувањето ги испрати кнезовите по Јудеја, носејќи го со себе свитокот на Господовиот закон и ги обиколуваа сите јудејски градови, учејќи го народот да го бараат Господи, Бог да го стават на прво место. И слушате сега, што се случува.
Господов страв ги офати сите земни царства околу Јудеја, така што не смеја да завојуваат против Јосафат. Зошто? Затоа што Јосафат бил многу силен, многу јак. Вели, Господов страв ги офати. Некои филистејци сами му донесуваат дарови, данок во Сребреница, арабјаните му донесуваат ситен добиток по 7700 јарци. Така Јосафат напредуваше се повеќе додека не стана многу голем. Ова е директно исполнување на она ветување кој што Бог го дава во пета книга Мојсеева. Тамо што вели? Ако како народ сте ми верни, ќе ви дадам благослов, јас ќе бидам штит, нели, од другите народи. Јас ќе ви давам благослов, ќе бидете богати, ќе бидете глава, а не опашки и така натаму. Кога Божиот народ ќе биде верен на Бога. Се нашол цар кој што бил верен на Бога и го учел народот да биде верен на Бога и Бог го исполнува ветувањето. Што вели? Господов страв ги офати околните народи и не смеа, што? Да го нападнат Израелското царство. Зошто? Затоа што Бог го штител. И ова вториот дел ми е посебно интересен, вели, околните народи, вели, сами донесуваа што? Дарови, даноци, во тоа време некој данок да даде, треба да го поробиш тој народ, па да му наметнеш данок, па да ти дава данок. Дали Јосафат такво нешто направил? Не. Туку вели, од страф од Господа ти е почна да му дават. И материјално го обезбедил, нели, израелскиот народ, Бог, на оваков начин. Во една прилика Јосафат нешто греши, пророкот Јуи доаѓа и го критикува, ама и признава и вели, ти, вели Јосафате, го насочиш своето срце, што? Да го бараш Господа и да го ставиш на прво место. И сега Бог дозволува во една прилика Јужното царство да биде нападнато од околните народи. И вели Јосафат се исплаши и почна да бара помош од Господа, да прогласи посета Јудеја. Јудејците се собра да барат помош од Господа, доаѓа од сите јудејски градови да бараат помош. Што е погрешно во овој стих? Обично кога имам по црквите велат па да се исплашил. Океј, може да кажеме немал вера, ама човечки да се исплаши човек, ова е прв пат, прв пат му се случува некој да го нападне, него тој да биде водач на царството. Погрешното е да бараат помош од Господа. Обично кога се наоѓаме во голем проблем, што параме ни од Бога? Помош. Господе, помагај. Ние бараме помош од Господа, благослови од Господа, решение на проблемот од Господа, исполнување на нашите потреби. А он што барал? Го барал Господа. Има ли разлика? Има ли разлика во молитвата да бараш благослов од Господа и да го бараш Бога? Има ли разлика? Ние обично во молитвите бараме што? Благослови од Господа. Господи, благослови ме, дај ми решение, дај ми ова, дај ми она, а не го бараме Господа. Стихот е овака, вели Јосафат не барал помош, туку вели Јосафат се исплаши и почна да го бара Господа, да прогласи посета Јудеја, јудејците се собраат да го бараат Господа, доаѓа од сите јудејски градови за да го бараат Господа, затоа што сватиле, ако го имаат Господа, ти имаат и благослов, имаат и заштита, имаат и исполнување, се имаат. Има ли разлика? Проблемот е кај нас што ние често пати го бараме благословот Господов, решението што Бог ни го понуди, ама не го бараме лично Бог. Како изгледаат нашите молитви кога сме во потреба? Во тешка ситуација, во проблем. Господи, те молам, помогни ми, имам таков проблем. Те молам, ако овака не се реши, јас ќе пропаднам, готово. И секогаш концентрацијата наша е на што? На проблемот и решението што Бог треба да го даде. И често пати стануваме од молитвата дури уште пообесхрабрени него ли охрабрени. Затоа што цело време гледаме каде? Во проблемот. А нашиот фокус треба да биде што? Бог. Он се наоѓал во многу тешка ситуација народот, ама не се молеле за решение, туку го барале Господа. Значи, фокусирај се на Бога во својот живот, Бог да биде на прво место ни во молитвите. Не се фокусира на себе во молитвите. И еве една молитва како се молел Јосафат во тоа време.
Тогаш Јосафот стана во јудејскиот собор во Јерусалим, во Господовиот дом, пред новиот двор и рече: Господи Боже на нашите татковци, Ти си Бог на небото и владееш над сите кривобожички царства. Во Твојата рака се таква сила и јачина, така што никој не може да се додржи пред Тебе. Што прави Јосафот тука? Бара одма помош од Бога. Тој го прославува Бога. Број 1, поука, прослави го Бога, величај го Божиот карактер, Божјата величина, Божјата љубов, Божјата моќ, Божјите квалитети. Кај е фокусот? На Бога. После една таква молитва ќе бидеме ли обесхрабрени? А не обично одма фокусот е на решението, како, нели? Он и во тешки ситуации наоѓа време да го прославува Бога. Кога беше последен пат кога сте се молеле цел ден само да го прославувате Бога и да не барате ништо од Него? Ме разбирате? Фокусот е на Бога. И понатаму вели: Ти, о Боже наш, ги истера жителите на оваа земја пред својот израелски народ и му ја даде за секогаш на потомството на својот народ, пријател Аврам, и се населија во неа. Втора работа што прави Јосафот, е и поука за нас: подсети се што Бог направил за тебе во минатото, како Бог те водил на величествен начин. Вели: Господе, Ти чуда се правеше порано. Ти го водеше на прекрасен начин твојот народ. Кај е фокусот? Пак е на Бога. Одиме понатаму. Вели: му изградија во неа светилиште на Твоето име, велејки кога ќе навали врз нас некакво зло, од мазнички меч или помор или глад, такога ќе застанеме пред овој дом, пред Тебе, зашто Твоето име е во овој дом, и кога ќе извикаме кон Тебе во својата неволја, послушање и спасене. Ова е директно повикување на Јосафат на она ветување кој што Бог го дал, а тоа е ветување кој што кога Соломон го посветувал храмот и вели: Господи, ако некој погреша, ако се најдеме во потреба и дојдеме тука и се помолиме, Ти молам, Ти чуја таа молитва. И покасно Бог на Соломон вели: ако некој доаѓа во храмот и се моли, јас ќе го послушам. Со други зборови Јосафат вели тука: значи, Господе, Ти си дал ветување, те молам сега, еве се држиме за Твоето ветување, исполни го сега. Значи, тој се сети се на ветувањата што Бог ги дал. Пак е фокусот на кого? На Бога. И вели вака: еве сега новите има овите синови и они од Самариската гора, преку кој нему дозволи на Израел да поминат кога доаѓаше во египетската земја. Тука ги заобиколи, не ги сотре, и така сега тие ни враќаат со зло, доаѓајќи да не истераат од наследството кое Ти ни го даде. О, Боже, зар нема да им судиш? Со други зборови, Јосафат вели: одбранија Боже својата чест, своето ветување, својот завет. Пак не се работи за луѓето тука. За кого? За Бога. И пак е фокусот на Бога. Ова ме подсетува кога Мојсей се соочил, кога Бог сакал да го сотри израелскиот народ и вели: од тебе ќе направам друг народ. Мојсей што вели? Господе, размисли малку за твојот авторитет. Што ќе кажат другите луѓе? Ги донесе израелците во пустина и тука ги сотре. Дали ќе ми поласкало на Мојсей тоа да каже: и тоа ќе биде не Аврамов, туку мој народ, Мојсеев народ. Он не се грижал за тоа, за своите лични интереси, туку што вели? Боже, гледај едноставно да другите народи не створат лоша слика за тебе. На некој начин Јосафат така се моли, вели: доаѓајќи да ни истерат о наследството што Ти ни го даде. Сите знаат дека тоа е Твое наследство, а сега Ти едноставно сакат да го нарушат Твојот план. И понатаму вели: зашто во нас нема сила спрема тоа големо мноштво кое доаѓа на нас. Ниту ние знаеме што да правиме, туку очите ни се насочени кон Тебе. И на крајот веќе тој бара помош од Господа. Јосафат бара помош од Господа, но на кој начин? Ние обично кога се наоѓаме проблем му нудиме решенија на Бога. Дали сте приметили? Јосафат не нуди никакво решение. Тој доаѓа понизно пред Бога и вели: Господи, надежта ни е само во Тебе. Очите се насочени во Тебе. Појма немаме што да правиме. Ние, Ти знаеш како е Твојата волја, така нека биде. Не вели ниту сотре ги, не вели ништо, туку едноставно оставаме се на Тебе. И понатаму Бог преку Јазил, еден човек кој што бил таму присутен, вели
на целиот народ му се обраќа и вели: не бојте се и не плашете се од тоа големо мноштво. Зашто ова не е ваша војна, туку Божја. Утре слезете против нив, тие ќе се искачуваат по Асиската на горница, а вие ќе ги сретнете на крајот на долината кон Јерилската пустина. Не треба да се биете, поставете се, стојте, па гледате како ќе ви помогне Господ. Еј, Јудо и Јерусалиме, не бојте се и не плашете се. Утре излезете пред нив. И што вели? И Господ ќе биде со вас. Со други зборови, го баравте Господа, Господ ќе биде со вас. Затоа што сватиле кога го имаат Господа покрај себе во своите срца и до нив, тогаш имаат и заштита, имаат и благослов, имаат се. Понегош мислам дека Бог се труди да го привлече нашето внимание, затоа што нашето внимание повеќе насочено кон што? Да ги бараме Божите благослови, а не самиот Бог. И на крајот, ова нема да го читаме заради времето, ама кажува дека Јосефот испратил што? Хор напред. Да пеат, да го прославуваат однапред она што Бог го припрема за нив. И вели Бог направи таков смут меѓу непријателската војска што тие едноставно се испотепаа меѓу себе. И Бог направи чудо. Кога сме во криза, тогаш покажуваме какви христијани или какви луѓе сме. Согласуваме со тоа. Кога е се добро, сите сме ние добри. Кога сме во криза, кога сме во проблем, тогаш се покажуваме какви христијани сме. Јосефот се покажал како човек кој што стварно во својот живот, па и во молитвите, на прво место го ставил Бог. И видовме како изгледа сето тоа. Начинот на кој се однесуваме во криза покажува во каков Бог ние веруваме. Ако го познаваме Бога и веруваме дека Бог е љубов и тој има контролата над се, ние имаме мир. Имаме ли мир кога ќе се најдеме во турбулентен период во нашиот живот? Ако се плашиме и се бориме во себе, со тоа покажуваме дека нашиот Бог е слаб, мал, нема грижа, ја нема контролата во своите раце. Или го познаваме Бога, или го немаме Бога. Познавањето на Бога е клучно. И молитвата ни е дадена за сушност ние да го запознаеме, да се сближиме со Бога. Првенствено. Па ќе кажам, нема ништо погрешно ние да бараме од Господа тоа што ни е потребно. Ама тоа не треба да биде фокусот. Туку на прво место треба да го поставаме што? Господа, духовното, а ова е второстепено. И сега, обично, кога има овој семинар, одиме на молитва, но чисто заради времето тоа ќе го прескокнеме и одиме на вториот дел, пречки за делотворна молитва. Зборуваме за молитвата, но мораме да сме свесни и за овој аспект. Една од причините зашто во црквата нема духовна сила е затоа што нема делотворна молитва. Треба да отстранеме се она што пречи да имаме пробудување. Божјото Слово го разобличува сето она што е против делотворна и снажна молитва. Што е тоа? Број 1. Побожност во која нема блиска заедница со Бог. Постои ли такво нешто? Постои. Имаме примери во Библијата. Побожност во која нема блиска заедница со Бога не спречува да ја запознаеме вистинската цел на молитвата. Книжниците и фарисеите често се молеле, иако биле религиозни луѓе, немале лична заедница со Бога. Молитвата за нив била само должност и обврска, а не средство со кое можат да влезат во светата присутност Божја. Без лично познавање на Бога, молитвата нема вистинско значење. Веруваме во ова? Без лично познавање на Бога, молитвата го нема вистинското значење. Затоа што првенствено молитвата ни е дадена да го запознаеме Бога. Светото писмо ни е дадено да го запознаеме Бога. Ние велиме дека ова откровение е Божјо, а кога читаме во Библијата, ние треба да го откриеме Божјиот карактер. Океј? Втора пречка за делотворна молитва е гревот. Во Исаја 59 глава вели: не е прекратка Господовата рака за да спаси, ниту увото му заглавна за да не чуе, туку вашите беззаконија создаде раздолба меѓу вас
и вашиот Бог. Вашите гревови го сокрие неговото лице и тој веќе не ве слуша. Зошто не слуша? Затоа што има многу беззаконија во тоа време во израелскиот народ. Вели, ако мисле зло во срцето, Господ не би ме послушал, псалмистот. Вистина е ова. Вистина е затоа што Бог никогаш нема да не охрабри во гревот. Во Михеј 3:4 вели, затоа тие ќе го повикуваат Господа, а тој не ќе им одговара. Ќе го скрие во тоа време лицето од нив заради злосторите што ги направиле. Ќе го повикуваат Господа, Бог нема да слуши. Заради што? Заради нивните злостори и гревови. Во Исаја, еве, дека во тоа време се молеле, вели, кога ги ширите раците за молитва, јас ги одвраќам очите од вас. Само ги множите молитвите, јас не ве слушам. Рацете ви се натопени во крв, измиите се, очистете се. Отстранете ги од пред моите очи нечестните дела, престанете да правите зло. Учете се на добри дела, стремете се кон правда, притикнете му на помош на огнетуваниот, помогнете му на сирачето до правдата, за замете се за вдовицата. Вели, правите зла дела, затоа вели, иако се молите, јас не ве слушам. Значи, гревот е тој кој што Бог едноставно не може да го одобри. Бог не може да благослови непослушноста. Сега, обично кога вака зборуваме, па ќе кажем, па чекај, сите ние сме грешни. Како тогаш да се молиме? Мораме да сватиме дека Бог не бара совршенство од оние кои се молат, но бара скромно покаяние за гревовите и добри честни одлуки за промена. Значи, Бог не бара да ние сме совршени, па тогаш да дојдеме на молитва да не послуша. Ама сака кај нас да види покаяние и да одиме, нели, по правецот на промената. Гордоста е со така голема пречка за делотворна молитва. Во Лука 18 глава зборува за тие двајца кои што биле во храмот. Едниот бил фарисеј, другиот цареник. Фарисејот како се молил? Господи, јас сум добар, јас сум така, и само се фалел. А цареникот вели само една реченица кажал. Господи, биди ми милостив на мене грешниот. И вели, кого Бог го послуша? Цареникот, а не фарисеот. Бог ја мрази гордоста, бидејќи гордоста не спречува да оствараме блиска заедница со Бога. Што било тоа што Луцифер го направило Сатана? Гордоста. Нема место на гордоста во делотворната молитва. Број 4. Раскинати односи со другите. Ово е многу сериозно, мораме да го сватиме. Во 2 Петрово 3:7 вели вака: така и вие мажите живејте благоразумно со жените како со послаб сад, искажувајќи им почитување како на сонаследнички на благодатта на животот, за да бидат вашите молитви без пречка. Тука зборува за тие односи помеѓу маж и жена, ама ова може исто така како се вика и да се примени на било кои други односи. Вели, за да бидат вашите молитви без пречка, ние мораме да гајме добри односи помеѓу другите, помеѓу нас и другите. Вели, кога стоите на молитва, проштевајте ако има нешто против некого, за да ви ги прости и вашиот татко кој е во небесата вашите гревови. Исус таму ќе каже, ако одиш во храмот да принесеш дар и се сетиш дека братот има нешто против тебе, оди во храмот да служиш. Или остави го дарот, помири се, па после дојди. Со други зборови, Бог повеќе ја цени да имаме добри односи со другите, отколку да му служиме на Бога. И во молитвата, Отче наш, после коментарот што вели? Ако си ти спремен да простиш, јас ќе ти простам. Ако не си спремен да простиш, немој да очекуваш дека ќе ти простам и да те чујам. А ако сакаме да имаме делотворна молитва, потребно да ги обновиме нашите раскинати односи со другите. Не можеме да бидеме во заедништво со Бога, доколку не ги обновиме нашите раскинати односи со другите. Број 5. Себичноста. Јаков 4.3 вели, барате, но не добивате, зашто барате погрешно за да ги трошите во вашите грешни желби. Тоа е таа свртеност кон на самите. Вели, тоа на што Исус го вели, тоа е ветување. Најнапред барајте го Царството Божие, неговата правда, Бога, духовното, а ова другото, Бог ќе ви го даде, кога ќе биде време за тоа. Молитвата е време кога се починуваме на Бога, како наш Господар, и ја бараме Божјата волја. Како тогаш можеме да ги донесуваме нашите себечни желби
и постапки пред Божиот престол и да очекуваме Негов благослов. Број 6, непостојаноста. Во Лука 18 вели им каже една парабола за тоа како потребно секогаш да се молат и да не паѓаат со духот. И знаеме која парабола следува. Со она жена која што му доседувала на судијата, кој што не сакал да ги одговори. Вели, после многу доседувања, судијата одлучи да го даде тоа што го барала. И на крајот Исус вели, зар Бог нема да ги одбрани своите избраници што викаат кон Него ден и ноќе, па макар и да забави. Ви велам, ќе ги одбрани набрагу, но Синот човечки кога ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата. Број 7, неверие. Кога се молиме, ние треба да веруваме. Јако вели, но да се моли со вера и никако да не се сомнева. Оти оној кој се сомнева прилега на морски бран, кога ветрот го издига и растура. Таков нека не мисли дека ќе добие нешто од Господа. И број 8, презафатеноста. Не би кажал презафатеноста колку што би кажал незаинтересираноста, што ни е приоритет број 1 во нашиот живот. Сите сме ние презафатени. Ефесијаните 5:16 вели, внимавајте на времето, бидејќи деновите се зли. И ѓаволот се труди да сегаш бидеме презафатени. И кога читаме овие стихови, вели за Исус Христос, тој се повлекуваше во пустината и се молеше. Или, например, а наутро, додека уште беше темно, стана, излези и отиде на пусто место и таму се молеше. И сега да не бројаме, или овој стих, а кога се раздени, тој излези и отиде на пусто место, а народот го бараше и дојде до него и сака да го задржат, за да не се отиде од нив. Ние ќе кажеме, помолесно му било на Исус Христос. Он живел во старо време, пред 2000 години, тогаш немало фабрики, да мора нели дојди на работа од 8 па до 4. Мислите дека на Исус Христос му било лесно да најде време за молитва? Еве само една епизода од неговиот живот. Јован Крстителот е погубен и Исус Христос слуша за тоа. И слушате сега што вели. А кога го чу тоа, Исус се повлече оттаму со кораб во пусто место насамо, затоа што почувствувал потреба да се моли. Но мноштвата чуја и го следеа пеш од градовите, и кога излезе виде големо мноштво, беше потикнат од сожалување кон нив и ги исцели нивните болни. Отишол да се моли, големо мноштво дошло и тој морал да прекине молитвата. И цел ден бил со нив. И после цело време со нив тој го отпуштил мноштвото, а на апостолите им кажал, значи ги натера Исус учениците своји да влезат во коработ и дотидат пред него во другата страна додека да го распушти народот. И штом го распушти народот, се искачи на гората за да се моли насамо и кога се свечери, беше сам таму. Значи, сакал да се моли, не успеал, народ се собрало и он вели на апостолите, одете ви од другата страна на езерото, јас ќе го распуштам народот и вели, еве сега е момент да се молам. Ама што се случува на езерото? Бура голема. И тие го бараат Господа, се молат Исус Христос да им помогне. И Исус мора да ја прекине молитвата. А коработ веќе беше многу стадии далеко од брегот, измачуван од брановите, зашто ветрот беше спротивен. И тогаш е таа случај кога Исус Христос оди по морето. Дали на Исус му било лесно да најде време за молитва? Не му било лесно. Он бил позафатен него ли ние што сме. Ама пак ја наогел, во раните утрински часови или цели ноќи се молел. Ама ако молитвата ни е број 1 за едницата со Бога, тогаш ќе најдеме време. Корејанците што прават? За да отидат на молитвен час во 5 часот наутро, они мора да станат во 4, а за да станат во 4 и да бидат способни за работа, тие мора да си легнат во 8. Затоа што молитвата им е приоритет број 1 и според тоа едноставно нели го прават својот распоред. И на крајот мораме да сватиме дека молитвата е што всушност? Таа е заедница со Бога. Значи, да не сватиме и да не одиме нели со тој став, молитвата не тука да бараме од Господа Бог да нас да не ги исполнува потребите, да ни дава решение, благослов.
туку пред се ни е дадена да ние остваруваме заедница со Бога. А нормално, нели, кога имаме потреба и ќе побараме од Господа. Но најнапред да го бараме оно што е духовно. И при крајот еве еден цитат. Ние сега зборувавме за молитвата, но исто така и проучувањето на Библијата е многу, многу битно. Овој цитат вели: малку од Божјото Слово со малку молитва донесува смрт во духовниот живот. Слушате ли? Не воопшто проучување и воопшто молитва смрт, туку малку Библија, малку молитва, што иде? Тоа е еднакво на смрт во духовниот живот. Многу од Божјото Слово со малку молитва дава болен духовен живот. Многу молитва со малку Божје Слово дава повеќе животно без постојаност. Полна мера на Светото Писмо, проучување, длабоко, и многу секојдневна молитва дава здрав и снажен духовен живот. И на крајот, мислам дека таа молитва што упатели учениците на Исуса Христа треба да биде и наша молитва. Господе, научи не да се молиме. Дали апостолите не знаеле да се молат? Знаеле да се молат. Молитвата е една голема традиција во израелскиот народ. Ама кога виделе како Исус се моли, кога виделе дека всушност молитвата е повеќе од барање, тие го бараат од Господа: Господи, ние ако се молиме, не знаеме како да се молиме. Научи не да се молиме. И мислам дека ние треба да упатиме оваа молитва кон Бога, да Бог јасно ни покаже, да не научи како да се молиме со цел да одржуваме блиска заедница со Бог и Бог да го ставаме на прво место. Преку проучување и преку молитва. Нека Бог стварно нека ни помогне да она духовното, Бог ни биде на прво место и тоа да се одразува во нашите дела, да се одразува во нашите зборови, во нашите ставови, во молитвата, во проучувањето, во се она што го правиме од Господа. И на крајот ќе најдеме песна број 200 и со таа песна ќе завршиме.